Здраво, драги ученици! Добре дојдовте во нашата училница. Јас сум оделенскиот наставник Бојана и на денешниот час по македонски јазик ќе ве запознам со една многу интересна бајка која се вика Јованче и Марика. Оваа приказна е напишана од најпознатите писатели, браќата Грим. Сигурно сте слушнале за Снежана, Пепелашка, за Спаната убавица и Златокоса, кои се дела токму на овие писатели. Затоа сум сигурна дека и оваа бајка ќе ви се допаѓа. Па, ајде да се запознаеме со Јованче и Марика. Јованче и Марика биле дечиња кои живееле заедно со своите мајка и татко во една куќа која се наоѓала во шумата. Семејството на Јованче и Марика било многу сиромашно и имало денови кога немале што да јадат. Затоа една вечер родителите се договориле да ги одведат децата во шумата и да ги остават таму. Јованче бил буден и слушнал што разговараат. Додека оделе низ шумата, Јованче фрлал трошки леп, за да можат подоцна полесно да го најдат патот до дома. Но ученици, што се случило со овие трошки во шумата? Па така е, дошле птиците и ги изеле. Така Јованче и Марика талкале сами низ шумата, се додека изморени не заспале. Утредента Јованче и Марика, барајки го патот до дома, дошле до една куќа која била цела направена од колачи, лижавчиња, бонбони и чоколади. Тие биле многу гладни и земале по едно колаче. Тогаш вратата се отворила и излегла една стара баба. Таа ги измамила да влезат во куќата. Но ученици, ова не било само една стара баба. Ова било лошата вештерка. Следниот ден, вештерката го затворила Јованче во кафез. Постојано му давала да јаде за да се здебели, затоа што сакала да го изеде. Секој ден проверувала дали е доволно дебел, а Јованче низ решетките и подавал да фати една коска. Така Јованче ја мамел вештерката дека тој се уште е слаб. Вештерката повеќе не можела да чека Јованче да се здебели и еден ден го подготвила казанот и го запалила огнот. Но додека проверувала дали водата е доволно загреана, Марика ја турнала во казанот. Така децата се ослободиле од оваа лоша вештерка. Марика виднаш го ослободила својот брат, потоа земале малку од богатството на вештерката и веднаш тргнале на пат. Наскоро пак биле дома со нивните родители. Сите биле пресреќни што повторно биле заедно. Сега ученици, се надевам дека ви се допадна оваа приказна, дека има што да се научи од неа. Но прво сакам да ве прашам. Дали знаете кои се главните ликови во оваа бајка? Мислам дека веќе многу добро ги запознавме. Тоа се Јованче и Марика. Така е. Сега сакам да го опишеме Јованче. Какво дете било Јованче? Дали некој може би знае? Мислам дека знаете. Јованче бил многу паметен, љубопитен и мудар. Тоа може да го видиме низ неколку случаи од приказната. Уште на самиот почеток, на Јованче му текнало дека може да го употреби своето лепче како помош за да се вратат дома заедно со Марика. Подоцна, кога веќе тоа е во кафезот на вештерката, ја мами дека е слаб подавајки и коска. Исто така, другарчиња, не заборавајте, тој ја дава најголемата поддршка и надеж на својата сестра која била многу исплашена, посебно додека биле во шумата. Со ова се надоврзува и тоа дека тој бил многу одговорен за својата сестричка, која што никогаш не ја оставил.
А да видиме како може да ја опишеме Марика. Какво девојче била Марика? Исто така, Марика била многу мудра, мила и храбра. Била храбра, бидејќи знаела дека таа е единствената која може да го спаси својот брат. Со својата мудрост ја надмудрила лошата вештерка, за да може да ја провери загреаната вода во казанот и тогаш го искористила моментот да ја бутне во казанот. Дали знаете кои се споредни ликови во оваа бајка? И тие ви се добро познати. Тоа се родителите на Јованче и Марика и вештерката. И како и сите други бајки, така и оваа бајка има неколку пораки кои што може да научиме нешто повеќе од нив. Првата порака е од оваа приказна дека никогаш, ама никогаш не треба да им веруваме на непознати луѓе. Приказната не учи и дека секогаш треба да бидеме снаодливи. Исто така, најважното, не заборавајте дека се што изгледа убаво не е и добро. Тоа може да го видиме многу убаво од најслатката и најубавата кукичка од сладки, но во неа кој живеел? Па така е, живеела лошата вештерка. Сега за домашна задача, драги ученици, сакам да направите малку неред во кујната заедно со вашите родители и да направите сладка кукичка. За потребите на оваа кукичка, се што ви треба се бисквити, гумени бомбони, лижевче или нешто друго што посакувате да има. А за да ја направите глазурата, односно за да можат полесно да ви се спојат бисквитите, потребни ви се 200 грама шеќер во прав, една белка од јајце, 2 лажички сок од лимон, кои што убаво ќе ги измешате и ќе ги намачкате на бисквитите. Вашите слики од овие убави сладки кукички ги очекувам на мојата мејл адреса. Долу, во десниот агол, може да го видите мојот мејл, тоа е bojana.badzakova@gmail.com. Ве очекувам со убави слики. Драги ученици, останете ми во добро здравје и ви благодарам многу на вашето внимание.